Владата работи на поправање на скандалозните измени на кривичниот законник со кои се намалија затворските казни за висока корупција и злоупотреба на службената положба. Собранието ги чека предлозите од владата откако Уставниот суд ја оспори уставноста на измените кои ги донесоа СДСМ и дуи 6 месеци пред распишување на парламентарните избори. Според премиерот, со измените ќе се стави крај на она што претходната влада го направи, односно амнестија за криминалот, која што ја изгласа во парламентот, здружно злоупотребувајќи го европското знаме. Во процесе се работи, тоа станува збор за членот 353, кој што претходната влада, за да го амнестира криминалот кој што го направи, додека се богатеше на грбот на граѓаните и купуваше, да речеме, трговски центри, внуци од лидерот на Демократската унија за интеграција, додека сватови купуваа скапи автомобили, Мајбах автомобили, додека се издаваат дозволи за фабрики за производство на марихуана, додека се купуваа скапи деловни простории во центарот на Скопје и така натаму, гласаа во парламентот здружно, злоупотребувајќи го европското знаме за да се амнестираат со измените во кривичниот законник. Премиерот порача дека актуелната влада ќе ги врати европските вредности затоа што претходното владеачко мнозинство краделе и уништувале 7 години. Инаку уставните судии во февруари годинава одлучија да поведат постапка за оценување на уставноста на измените на кривичниот законник од септември 2023 година, кои вклучуваа намалување на казните за функционерите. Како што изјави тогаш председателот на Уставниот суд, судиите изразиле сериозен сомнеж за уставноста на оспорениот закон во целина и донеле одлука да му наложат на собранието во рок од 6 месеци да ги направи неопходните измени и да се усогласат со аргументите на судот. Измените кои ги донесе минатата власт во заминување ги намалија затворските казни за најтешките форми на корупција. Законот се донесе со европско знаменце во забрзана постапка.